Меѓународната фондација за изборни системи денеска во ресторан Грација организираше тркалезна маса на тема промовирање на социјална инклузија за време на избори на онлайн медиумите. Настанот е со цел да поттикне конструктивен диалог за зголемена социјална инклузија во онлайн медиумите, односно интернет порталите за време на изборната кампања. Тимот експерти ги презентираа клучните наоди од последните парламентарни избори и беа споделени предлози за политики за да се поттикнат позитивни промени. На тркалезната маса учествуваа представници од институциите, граѓанските организации и други релевантни засегнати страни кои дискутираа за стратегиите за подобрено медиумско покривање за време на изборниот период. Оваа конференција се организира во рамките на проектот Пари, медиуми и избори во Северна Македонија, поддржан од Канцеларијата за надворешни работи, Комонвелт и развој на владата на Обединетото кралство. Истражувањето покажа дека врз основа на она што го направивме, ние методолошки практично ги анализиравме примерок на онлайн медиуми офатени претходно со мониторинг кој што го спроведе фондацијата Метаморфозис. Селектиравме примерок, релевантен примерок на написи од интернет порталите, листа на интернет портали кои што се и на листата на Државната изборна комисија за платено политичко рекламирање. Во тие интернет портали ги земавме текстовите кои што се некако поврзани со прашања за маргинализираните групи, нивна релевантност, значи релевантни написи во однос на ова прашање и направивме квалитативна длабинска анализа на содржина, како и полуструктурирани длабински интервју со експерти во областа, професори, правници, медиумски професионалци со кои што зборувавме околу овие прашања. Она што го покажаа наодите од двата методи на прибирање информација е дека постои маргинализираните групи во општеството, за жал, се многу малку представени во медиумското известување за време на изборната кампања или пак тие се представени низ една виктимизирачка рамка. Се појавува рамка на заштита, значи како во политичката реторика, како тие да бидат заштитени, како некој што му треба помош, меѓутоа самите не доаѓаат до израз како активни чинители, како некој кој што може да ги изнесе своите размислувања на различни теми, па така и на теми поврзани со потребите кои што тие ги имаат како ранливи и маргинализирани групи во општеството. Понатаму истражувањето покажа дека тие на нив им се дава некако активна улога само доколку тие покажуваат во своите изјави ќе покажат определба да прифатат нечија изборна програма, изборна платформа и тогаш некако им се посветува повеќе внимание. Значи генерално нивно представување низ позиција на нивната ранливост, не им се дава активен глас да бидат представени во медиумското информирање, исклучени се важни прашања од јавен интерес кои што се поврзани со ранливите групи, понатаму политичките изјави кои што се пренесуваат во интернет порталите во случајов не се критички анализирани, нема критичка проценка на таквите изјави. Значи ние анализиравме како и во известувањето на онлайн медиумите е пренесена таа политичка реторика и политички наративи. Иницијативата имаше за цел да истражи неколку работи. По мене најбитната работа е финансирањето на интернет порталите во време на кампања, на изборна кампања, која што се одвива со државни пари, меѓутоа регулатива и контрола над трошењето на тие државни пари има простор за уште сигнификантно или забележително унапредување. Иницијативата се темели на едно многу опсежно истражување кое што беше спроведено за време на парламентарни избори на 30 интернет портали и 2 генератори на вести, од кои што се пратеа начинот на како се известува, текот на парите, како се трошени парите, начинот на известување и прикажување на родовите улоги и на социјална инклузија, во која што подразбираме лица со попреченост, ранливи категории и етнички димензии. Сите наоди кои што ги имаме се преточени во анализи кои што се јавни,
беа презентирани на конференција и се презентираат на вакви настани. Тука во Куманово сметаме дека е битно да се презентираат, бидејќи не сакаме да бидеме само во Скопје, туку сакаме да го слушнеме гласот и на институциите, организациите и представниците од локалната власт. Тоа би можела да кажам, ке следи уште една презентација поврзана со конкретно парите и финансирање на политичките партии, вклучувајќи го тука и изборни кампањи. Тоа ќе биде во јануари и конечната конференција во февруари. Се надеваме дека овие наши препораки ќе бидат слушнати од донесувачите на одлуките и дека ќе имаме унапредување на законска регулатива и постоечката практика.